Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Православните верници утре ќе го празнуваат споменот на светиот Кирил Лешочки. Во Лешочкиот манастир ќе биде отслужена света литургија. Во април ќе се организираат работилници за деца со посебни потреби во општините Јагуновце и Теарце, во организација на Сдруженијето Среќен живот. На автопатот Гостивар Тетово во автомобил пронајдена дрога вредна 100.000 евра. Приведени двајца дилери. Православните верници утре ќе го празнуваат споменот на светиот Кирил Лешочки. Во Лешочкиот манастир ќе биде отслужена света литургија по повод првото литургиско чествување од неговата канонизација. За прв пат утре ќе се одржи првата црковна литургија по повод празникот Свети Кирил Лешочки, кој ќе се одбележува од оваа година, откако во октомври лани беше извршена канонизација на Кирил Пејчиновиќ, кој беше прогласен за светец. Светата архиерејска литургија ќе започне во 8 часот и 40 минути во храмот Свети Атанаси во Лешок, а на неја ќе бидат митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и архиереите на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Денес митрополитот господин Јосиф молитвено присуствуваше на литургијата на претходно осветени дарови и проповедаше во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. По повод утрешниот празник на Свети Кирил Лешочки, по одслужената литургија и вечерна богослужба беа изнесени и светите мошти на преподобниот Кирил Лешочки на поклонение пред верниот народ. Во својата беседа митрополитот господин Јосиф порача дека утре е голем празник и значаен ден за црквата и ги повика верниците на утрешното празнување. Поминаа само неколку месеци од канонизацијата на светиот Кирил и ете по тие торжествени собитија на кои се сеќаваме со голема радост, Семилостивиот Господ обкружен со македонските светители, благоволи да го дочекаме и неговиот светол празник, кој што утре за прв пат по канонизацијата торжествено ќе го прославиме во Лешочкиот манастир, упатувајќи ги нашите молитви кон него, како кон наш светител и молитвеник пред престолот Божие. Но утрешното чествување на неговиот празник не е 1 март, во кој ние ќе се собереме во Лешок во спомен на ова наше светило. Повеќето од нас низ годините што изминале, свесни за духовната величина на светиот Кирил, секој март со години доаѓале на неговиот гроб и учествувале на поменот со кој го одбележуваме неговиот спомен. Но ако до лани се собиравме и служевме помен, од утре па натаму, секоја наредна година, секој 25 март, ќе се собираме и богослужбено ќе пееме неговата служба и молитвено ќе се сеќаваме на неговиот светол лик, истакна митрополитот господин Јосиф. Сдруженијето Среќен живот од Тетово во месец април ќе започне со спроведување работилници за деца со посебни потреби. Проектот ќе се реализира во основните училишта во општина Јагуновце и во општина Теарце. Целта на проектот е да се развие креативноста кај овие деца, како и социјална и општествена инклузија на децата преку културата и уметноста, велат од Сдруженијето. Сдруженијето Среќен живот од Тетово од следниот месец ќе започне со работилници за поттикнување на креативноста кај децата со посебни потреби со наслов "И ние сме креативни". Во проектот ќе бидат вклучени вкупно 64 деца, 32 деца со посебни потреби од 6 до 15 години и 32 деца на иста возраст од редовната образовна програма од 7 основни училишта од руралните средини во Тетовскиот регион. Темата на работилниците ќе биде "Пролетта ги буди чувствата за творење". Во рамки на работилниците, децата во мешани групи ќе работат со разни техники и ќе ги развиваат креативните способности, велат од Сдруженијето. Целта на проектот е да се поттикне креативноста на децата со посебни потреби, со вклучување на нивните врсници, со вклучување на нивните врсници, всушност влијае и мотивацијата кај децата, значи
само довербата ја јакнеме. Значи, во едни мешани групи ќе работат овие ученици. Во проектот се вклучени 7 основни училишта од општина Јагуновце и општина Теарце. Вклучени училишта се основното училиште Симче Настовски во Вратница, основно училиште Александар Здравковски Јагуновци, основно училиште Шемшово, тоа се училиштата од општина Јагуновце, додека од општина Теарце се вклучени ОУ Фајконица, село Доброште, ОУ Аздрени, село Глоđи, Екрем Чабеј, Слатино и Исмаил Чемали од Нераште. Всушност, активностите потпочнуваме со информирање и контакти со институциите и подготовка, во текст е подготовка на креативните работилници, кои ќе ги држи искусен едукатор и дефектолог. Двојазично ќе се одржуваат работилниците. Во месец април ќе отпочне реализација на работилниците. Ќе се одржат по 2 работилници во секој училиште, што значи ќе има 14 работилници. Во состав на проектот ќе биде реализирана и трибина со родителите на децата со посебни потреби, представници од училиштата и општините вклучени во проектот, како и представници од граѓанските организации. Во проектот е предвидено една трибина која ќе се реализира во Центарот за поддршка на деца со попреченост, со посебни потреби во село Вратница, на која ќе присуствуваат представници од училиштата, родителите ќе присуствуваат невладини, представници од невладини организации и представници од релевантни институции од општината. Проектот предвидува од сите активности да се изработи една брошура која ќе биде дистрибуирана до училиштата и до релевантните институции. Делата кои ќе ги изработат децата ќе бидат представени на изложба во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово, каде што ќе бидат доделени и сертификати на сите учесници во проектот. Инаку проектот е поддржан од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Борбата со загадувањето на воздухот треба да продолжи. Некои работи се подобрија, но се уште не е се завршено, вели министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. Треба промена во навиките на граѓаните, особено во начинот на грејење на домовите, потенцира таа. Во делот на загадувањето на воздухот многу се битни и климатските фактори. Значи се направи доста изминативе години, особено во делот на замена на системите за грејење. Државата интервенираше во многу јавни установи во соработка со општините. Исто така општините направија, значи субвенционира голем дел од активностите, да речеме граѓаните исто така да си ги променат, ги паметите оние акции замена за стари печки за климатизери. Значи континуирано се одвиваат акции. Јас неколку пати до сега сум изјавила, особено во делот на загадувањето на воздухот, е долг процес. Треба големи инвестиции, треба промена во навиките. Скоро читав една многу бава репортажа во однос на тоа што значи суво дрво за грејење и што значи влажно дрво за грејење. Која е разликата кога горите суво дрво и кога давате доволно кислород во самата печка, без разлика дали е таа стара или нова, и што значи кога ставате влажно дрво во однос на загадувачките материи кои што ги испушта печката во случај со суво и со влажно дрво. Значи разликата е голема, значи треба да зборуваме. Треба постојано да ги информираме граѓаните за вакви активности. Јас се надевам дека кога ќе ги спроведуваме кампањите, дека оваквите едноставни примери треба да им дадеме на граѓаните за да можат да разберат и за да можат да делуваат. Комплетно ново руво доби првиот спрат од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија во Скопје. Реновирањето е финансиски подпомогнато од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Денеска увид во реновираниот дел од клиниката извршија премиерот Димитар Ковачевски заедно со министерот за здравство Фатмир Меджити и американската амбасадорка Анджела Прайс Акелер. Денес сме тука на клиниката за гастроентерохепатологија, каде, како што може да видиме, комплетно е реновиран првиот спрат за интензивна и постинтензивна нега на клиниката.
кој што е опремен според сите најсовремени болнички стандарди. Најтешко болните пациенти од целата држава кои имаат потреба за болнички третман на клиниката за гастроентерохепатологија од сега ќе престојуваат во достоинствени услови и ќе добиваат современи медицински услуги. Пациентите кои имаат потреба од диагностика и интервенции ќе бидат прегледувани и третирани во ново опремените кабинети за диагностички и интервентни процедури. Ова е прво вакво реновирање откако е формирана клиниката за гастроентерохепатологија и навистина ова се услови кои постојат во сите развиени држави во Европската Унија, секако и во Соединетите Американски држави, и доколку се спореди она што беше оваа клиника направено некаде 1950 година, со ова сега навистина може да се види разликата во што треба да се инвестира. Реновирањето е финансирано од владата на Соединетите Американски држави, конкретно од командата на Соединетите Американски држави за Европа, во вредност од над 400.000 американски долари и наменето е за граѓаните на Република Северна Македонија, а е реализирано во соработка со Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија во клиничкиот центар во Скопје. Клиниката е реновирана од корен, со поставување на водоводна, електрична нова инсталација, нови подови, плочки. Имаме конечно систем за централна вентилација, имаме централен кислород кој е поставен на секој кревет. Овозможено е на пациентите да повикаат болнички персонал во секој момент со аларм. Обновени се и работните простории на медицинскиот персонал. Синдикалната организација при Министерството за култура денеска од зградата на Министерството за финансии на протест го искажа незадоволството од ниските месечни примања на вработените во Министерството за култура, Управата за заштита на културно наследство и Агенцијата за филм. Платите на скоро 70% од вработените во овие три институции се под просечната плата во Република Северна Македонија, а разликата со платите на вработените на истите позиции во установите од областа на културата е и по 10.000 денари. Синдикалната организација при Министерството за култура, како и на другите две синдикални организации, веќе имаат изготвено предлог текст на колективен договор, кој предвидува објективно и коректно покачување на платите на вработените и по кој минатата година Министерството за финансии даде негативно мислење, за да само по неколку дена со законот за буџетите се утврди зголемување од 30% за вработените во Министерството за финансии. Ние, како три синдикални организации, го поздравуваме покачувањето на платите на нашите колеги од Министерството за финансии, но истовремено бараме од министерот за финансии, владата и премиерот да не дозволат неравноправен третман на вработените во државните органи. Одговорноста на колегите од финансии е огромна, но да подсетиме, Министерството за култура ја сервисира работата на 70 национални и 49 локални институции од областа на културата, а во рамките на годишните конкурси на Министерството се обработуваат просечно околу 5000 апликации, од кои барем од половината следат обврски, подпишување на договори и следење на истите. Носиме сериозна одговорност и бараме сериозен пристап кон нашите барања. Државата не може за едни да биде мајка, а за други маќа. На автопатот Гостивар – Тетово во автомобил пронајдена дрога во вредност од 100.000 евра. Во текот на денешниот ден, од страна на полициски службеници од Одделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога и опасни материи, единица за недозволена трговија со дрога, во содејство со Одделот за специјални полициски операции САЕ Тигар, оперативниот тим потраги при СВР Скопје и СВР Тетово се лишени од слобода две лица од село Рачиново Скопско, при што е спречен транспорт на околу 35 килограми дрога. Имено во утринските часови на наплатна станица Тетово, на автопатот Гостивар Тетово, полициски службеници дале знак за запирање на патничко возило Range Rover со скопски регистарски ознаки, управувано од КА во кој сопатник бил ОА, двајцата од село Рачиново Скопско. Лицата не ја почитувале дадената полициска наредба да го сопрат возилото, туку се дале во бегство, при тоа оштетувајќи службено полициско возило, но набргу се запрени и лишени од слобода. При извршен преглед во багажниот простор на возилото, пронајдени се 4 вреќи со марихуана со вкупна тежина од околу 35 кг,
килограми со вредност од околу 100.000 евра. На лице место на наплатната станица Тетово излезе и јавен обвинител од ОЈО Тетово кој го раководеше увидот. Малку подоцна, по добиена судска наредба. Извршени се претреси и во домовите на двете лица во село Арачиново, при што се пронајдени предмети поврзани со кривичното дело. Против АК, Министерството за внатрешни работи по долг временски период преземаше мерки и активности за негово пронаоѓање и лишување од слобода, бидејќи за него е распишана централна потерница поради бегство од Штипскиот затвор, каде има за доиздржување затворска казна од околу 6,5 години, а се барал и по расписи за извршени повеќе кривични дела, како криумчарење на мигранти и шверц со дрога. Двете лица се приведени во СВР Тетово и против нив во текот на денот ќе биде поднесена кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по член 215 од Кривичниот законник. Денешната акција е уште една од низата акции на Министерството за внатрешни работи во последниот период, преземени во борбата против недозволената трговија со дрога и наркотични средства, но и бројните мерки и активности за пресметка со сите видови на криминал. 4 лица во Тетово санкционирани поради питачење во рамки на контрола. Приведен државјанин на Албанија поради злоупотреба на туристичкиот престој на Подрачјето. Во полицискиот билтен регистрирани и физички напади, како и 2 пријави за каснување од кучиња скитници. Следуваат деталите. Вчера од 11 часот и 30 минути до 15 часот на повеќе локации во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово во содејство и координација со представници на Центарот за социјална работа спровеле активност за справување со питачењето како незаконска и асоцијална појава. Во акцијата откриени и со соодветни поднесоци согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир биле санкционирани 4 женски и 1 машко лице од Тетово и Скопје. 3 од женските лица биле со малолетни деца. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 13 часот и 20 минути на улица Цветан Димов во Тетово привеле 34 годишник од Република Албанија поради сомнение дека го злоупотребил туристичкиот престој на Подрачјето. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера во 18 часот 40 годишник од Тетово во СВР Тетово пријавил дека околу 17 часот на улица Димо Гавровски кара во Тетово, каде извршувал работни задачи, физички бил нападнат од едно лице кое го познавал. Се расчистува и документира случајот. 41 годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Илинденска бил каснат од куче скитник. Вчера во 9 часот и 40 минути 42 годишник од Тетовско горно седларце во СВР Тетово пријавил дека покрај магистралниот пат Гостивар Кичево, каде што извршувал работни задачи, бил каснат од куче скитник. 28 годишник од Гостиварско Сенокосе вчера во 11 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека 1 час пред тоа во Неготино Полошко бил физички нападнат од 36 годишник од ова село, а поради недоразбирања во сообраќајот. Случајот е целосно расчистен и на инволвираниот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 37 прекршоци биле санкционирани во акцијска контрола за прекршоци направени во зона на крстосници на Тетовско-гостиварското подрачје, информираат од СВР Тетово. Вчера од 7 до 12 часот на поширокото Полошко подрачје спроведена е сообраќајна акцијска контрола за прекршоци, што ги чинат возачите во зона на крстосници, во која вкупно се откриени и санкционирани 37 вакви прекршоци, 35 во Тетово и 2 во Гостивар. Најголемиот број од нив биле непочитување на светлосна сигнализација на крстосници, 10 пристигнување пред крстосница, 4 недавање предност на минување. Санкционирани исто така се и 19 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово со совет и укажување до возачите целосно да ја почитуваат постоечката сигнализација на крстосниците, да не ги паркираат возилата во таа зона и да внимаваат на пешаците и нивното движење. Истото се однесува и на пешаците, да минуваат на зелено, да не претрчуваат и да не ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Ова посебно на крстосници на кои нема светлосна сигнализација, односно семафори и слично.
Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.